Почитувани гледачи, следува саботното издание на регионалните вести. Ова се настаните на денот. Влошена состојбата на пациентката од Дебар, меѓу заболените 15 годишно момче. Од Тетовската касарна попладнево беше испратена втората група на војници во Дебар. Во време на препораки за поголема хигиена, илјадници семејства од Тетово живеат без вода. Започнуваме со првата вест. Влошена е состојбата на пациентката од Дебар, меѓу заболените 15 годишно момче. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека ќе предложи целосно да се затворат моловите и другите помали трговски центри, бидејќи представуваат голем ризик за ширење на вирусот. Во моментот во државата се регистрирани вкупно 12 заболени од коронавирус. На инфективната клиника се наоѓаат 8 пациенти. Се очекува да бидат донесени четворицата ново заболени од Дебар, меѓу кои има 15 годишно момче, информира министерот Венко Филипче. Влошена е состојбата на пациентката од Дебар. Тоа се сопружниците кои се вратија од Италија и таа е поставена на механичка вентилација. Во овој момент се тестираат 7 лица, 6 од нив се од Дебар, материјалите се земени за време на вчерашниот престој на нашите колеги од Институтот за јавно здравје, кои што работеа заедно со овој епидемиологот и техничарот од Дебар во насока на подобрување на капацитетите. Од тие 6 четворица имале директен контакт со заболените, втората група на пациенти, со цел да се осигураме за здравствената состојба. Брисеви се земени и од епидемиологот и техничарот кои што работат во Центарот за јавно здравје во Дебар. Уште едно лице, странски државјанин, преку Центарот за јавно здравје Битола, и сега во овој момент се изработуваат тие резултати. Непосредно пред започнувањето на пресконференцијата уште двајца пациенти, наши државјани, кои имаат дават податок дека патувале во Шпанија и во меѓувреме се јавиле заради покачена телесна температура, така да ќе се земе бриз материјал и од нив и резултатите ќе ги соопштиме малку покасно. Тој потенцира дека во Дебар е организирано се, епидемиолози, но и лекарите од Дебарската бања ќе бидат постојано на повик, а ќе работат во една или две смени. Има посебен одел изолиран, во кој се влегува однадвор, каде што ќе се прегледуваат сомнителните пациенти и ќе се праќаат брисевите во Скопје. Сите други лекари се во целосна подготвеност. Итните случаи ќе бидат препраќани во Скопје или во Стругано со претходна најава. Филипче појасни дека во првата група од 21 лице кои се во изолација се луѓе од Дебар кои контактирале со сопружниците. 24 луѓе се во изолација и тие контактирале со втората група заболени, односно тројцата кои се заразија од сопружниците кои се вратија од Италија. Сите други лекари се во целосна подготвеност. Итните случаи за кои што не може да се даде соодветна лекарска услуга во таа болница, исто како и до сега со специјална дозвола од директорот на болницата, ќе бидат препраќани. Тој повтори дека сите што се затекнати во странство да ги почитуваат мерките таму, а кога ќе дојдат тука, мора да ги почитуваат нашите мерки, односно 40-дневна изолација. Од Тетовската касарна попладнево беше испратена втората група на војници во Дебар, како дел од мерките за заштита од COVID-19. Војниците, како што рече министерката за одбрана Радмила Шекеринска, првично ќе обезбедуваат границата со соседна Албанија. Радикалните мерки се најдобра заштита од ваква светска криза, која не ја одмини нашата земја, подлече Шекеринска. Во овој момент, според координацијата која што вчера вечер ја правеа полицијата и армиските сили, ќе испратиме некаде околу 50 војници и офицери. Имаме еден дел од припадниците на армијата кои што се веќе во Дебар, и тие на некој начин, доколку има потреба, ќе бидат ангажирани. Главниот фокус во овој момент ќе биде контрола на граничната линија.
Полицијата обезбедува практично контрола на главните правци кон и од Дебар, го ограничува транспортот. Целта ни е да се ограничи целосно влезот и излезот во овие две општини за да се спречи ширењето на вирусот, а главната задача за армијата ќе биде да обезбедат и контрола на граничните линии. Она што станува јасно е дека кризата можеме да ја совладаме само ако сите се придржуваме кон препораките. Само ако сите направиме максимум. Институциите покажаа навистина многу завидно ниво на способност, на координираност и на брзина во реакциите. Сакам да се заблагодарам особено на здравствените власти, на здравствените работници, соработници, на граѓаните кои што даваа поддршка за огромниот труд кој што го даваат сите овие денови. И убедена сум дека и армискиот дел, како и останатите делови во државните институции, ќе го направат истото. Повикот кој сите го испраќаме до граѓаните е сите да се вложиме себе си во оваа акција. Заедно можеме да го победиме коронавирусот. Меѓутоа само ако ги почитуваме препораките, ако ги почитуваме забраните и ако направиме се да се заштитиме и себе си, и своите најблиски, а со тоа и целата држава. Во време на препораки за поголема хигиена, илјадници семејства на Тетовското Арабати Баба Теке живеат без вода, се плашат за своето здравје, полнат застоена вода од цистерни. Вака семејството Реджепи и уште илјадници жители од населбата на Тетовското Арабати Баба Теке одржуваат хигиената во време кога надлежните даваат препораки како дел од превенцијата против коронавирусот. Оваа населба нема вода, па луѓето се снаоѓаат како знаат и умеат. За пиење и чистење полнат застоена вода од цистерни, но и од јавни чешми кои се наоѓаат на неколку километри од нивниот дом. Вода плаќам, а нема. Како ќе мија наците ови деца, гледајте. Кад нема вода, нема ништа. Нема ништа од на ова моала од доле и до горе. Око 3000 куќи имат. Нема ни вода ни ништа. Мештаните велат дека општината во повеќе наврати најчесто пред избори ветувала дека ќе го реши проблемот со вода, но состојбата секоја година е се полоша. Оваа населба е сосема заборавена, нема ниту канализација, хигиената е на многу ниско ниво, па препораките на Министерството за здравство е невозможно да се испочитуваат, вели Сербез Демири, жител на оваа населба. Луѓето патат за вода и за канализација. Прво ја као Сербез Демири, ја немам канализација, со јама смо уште. Ја прво на комшијата му сметам. Мојата јама иде кај комшијат. Ми сваќа. Второ, никогаш не дојде од општина да праша овде кај нас како патат луѓите овде. Прво све видели кај пиеме вода сега. Наравно се плашимо. Наravno, ova igena, без вода игена ми не можеме. Од општина Тетово истакнаа дека е отворен тендер за избор на фирма, која од базенот кој веќе е изграден, треба да ја донесат водата до семејствата кои живеат во оваа населба. По изборот на фирмата, градежните работи за реализација на проектот ќе започнат наредниот месец. Во насока на поголема јавна хигиена и превенција од ширење на коронавирус, во Гостивар се врши миење на главните градски улици, како и дезинфекција на контейнерите за отпад. Општина Гостивар во соработка со јавните претпријатија презема засилени мерки околу јавната хигиена во насока на спречување на ширењето на коронавирус. Екипи на претпријатијата во вечерните часови вршат миење на главните градски улици, а се врши и дезинфекција на контейнерите за отпад. Па нормално по одлуките на владава ние треба да бидеме пазливи во соработка со општина Гостивар, ние ги превземаме сите мерки за да ги чистиме и дезинфектираме сите контейнери во сите локации кај што ги имаме во градот. Значи после ова ние ќе продолжиме со миење на сите патишта што ги имаме под наша контрола и мислам дека во идните денови ние со нашиве екипи, со нашиве капацитети ќе правиме се што можеме да биде почист градот, за да можеме као превентива
со миење и чистење на сите овие патишта и континери, да колку што ќе можеме да ги превземеме сите неопходни мерки за да немаме вакви проблеми со вирусот. Од гостиварската локална самоуправа соопштија дека акцијата ќе продолжи и ќе се засилува и во наредните денови. Чистењето и дезинфекцијата ќе се вршат главно навечер, по 21 часот, кога движењето на возила и пешаци е со намален интензитет. Општина Гостивар повторно апелираше до граѓаните строго да се придржуваат кон препораките на Светската здравствена организација и Министерството за здравство. Заштита од корона беше тема и на информативниот состанок на раководителите на одделенија и амбуланти во Општата болница доктор Ферит Мурат. Директорот на болницата Јакуп Јакупи, меѓу другото, ги повика сите граѓани на Гостивар и пошироко да ги избегнуваат болничките посети. Вчера беа регистрирани 4 нови заболени од коронавирус во Македонија, со што бројката се искачи на 13. Во општините Дебар и Центар Жупа, од каде се најголемиот број заразени, прогласена е кризна состојба. Препораките за превенција од коронавирусот го замре Тетово. Невообичаено во вечерните часови нема гужви. Локалите се затворени, улиците празни. Но ваквата состојба дел од граѓаните ја искористија за организирање на нелегални ноќни трки. Невообичаено, центарот на Тетово синоќ беше тивок, мирен, без гужви и метеж на улиците, но и затворени локали. Делумно се почитуваа препораките на Комисијата за здравство, но ваквата состојба некои ја злоупотребија, па празните сообраќајници ги искористија за организирање на ноќни трки. Во дел од градот се забележани неколку примери на собери на млади лица и покрај препораките се појавија фотографии каде на делницата Тетово Скопје, каде младите се собираат на паркинзите од бензинската станица, трговскиот центар, потоа се тркаат со возила. Се прават трки во правец Тетово Скопје. Почетна точка на собирање им е бензинската пумпа на Мак Петрол и паркинзите кај Палма Мол. Се случува после 18 часот, кога се затвараат тетовските кафулени и ресторани. Полицијата интервенира, ама со потешкоти. На собирите има повеќе од 100 лица, иако има забрана за собири поради коронавирусот, велат очевидци. За разлика од овие места, тетовските градски улици се празни поради препораките за престој дома и за затворање на угостителските објекти после 18 часот. Тетовецот Игор Томески изработи краток филм-мюзикал Дај макијато. Истиот беше премиерно прикажан на Универзитетот на Јужна Калифорнија, а се најавува негова промоција и во Тетово. Филмот Дај макијато на тетовецот Игор Томески доживеа светска премиера на Универзитетот за филмски уметности на Јужна Калифорнија во Лос Анџелес. Краткиот игран филм е комедија-мюзикал, како проект на креациос мултимедијална продукција, изработен од главно аматери и почетници со мала стручна менторска помош од професионалци. Во неговото создавање учествувале 150 лица од Скопје, Тетово и од Куманово, а во него се говори на 3 јазика. Томески се јавува како продуцент, актер, режисер и сценарист. Преку Американската амбасада имавме чест да бидеме посетени од Даглас Блаш. Тоа е трикратен добитник на Оскар за негови документарни филмови во САД, и Александро Аго, директор на кино настани на Универзитетот на Јужна Калифорнија, кој што се смета за еден од најдобрите, ако не и најдобар универзитет за филмски уметности во Соединетите Американски држави. Имавме чест да го прикажеме нашиот филм пред овие двајца представници од American Film Showcase, и на наше огромно задоволство филмот беше избран како единствен филм од цела Македонија да ја представува Северна Македонија во Соединетите Американски држави, така што на наше огромно задоволство имавме светска премиера на Дај макијато на Универзитетот на Јужна Калифорнија, токму во овој театар, Рейстарк семејниот театар. Можам да кажам дека премиерата беше повеќе од успешна, имавме одлични реакции за филмот после самата премиера, така што се надевам дека ова ќе отвори нови врати за филмаџиите во Македонија и една нова врста и еден нов вид на соработка со овој универзитет.
така што филмот беше препознаен како од Даглас Блаш, Оскаровецот, така и од представници на American Film Showcase, од Америчката амбасада и конечно од Универзитетот на Јужна Калифорнија тука во САД. Премиерата беше одлична. Инаку филмот е изработен за потребите на проектот Филм за општествена промена, организиран од Американската амбасада во Скопје. Има за цел да вклучи средношколци и студенти во активности на продуцирање филм и испраќање општествено одговорна порака. In particular, I had the pleasure of going to North. Јас имав задоволство да ја посета Македонија минатата година во јули, како дел од програмата наречена Филм за општествена промена, како филмска работилница на која се поканети локалните продуценти од различни градови како Тетово и Скопје да снимат кратки проекти да не ги достават, со тоа да покажат како филмовите, дури и кратките филмови, креирани од млади режисери, може да опфатат навистина важни теми и проблеми, за потоа да имаат социјален ефект. Кога дојдовме во Тетово, бевме воодушевени кога го видовме краткиот филм на Игор Томевски. Многу работи се завршени за кратко време и ограничени ресурси. Кога го видовме филмот, бевме навистина импресионирани, не само од квалитетот и креативноста, туку и способноста да се изведе сето тоа со оглед на големиот број на учесници. Навистина посакав да му понудам на Игор Томевски да го донесе филмот на кампусот и да го покаже на нашите учесници. Среќен сум што можам да кажам дека тоа и се случи. Пред 200 луѓе тука и беше одлично при мен. Драго ми Игор што ја сподели со нас неговата работа, па сметам дека ова е најдобар пример за светлинина во филмската индустрија, кога има вакви лица како Игор, а особено е добар момент за Македонија, штом создава вакви кадри. Премиера на мюзиклот Дај Макиато се најавува и во Њујорк при крајот на месец април, а наскоро ќе биде прикажан и пред тетовската публика. 35 лица од Тетовско и Гостиварско се соочуваат со кривични пријави за продажба на дрога. Пријавите се однесуваат на откриени случаи за јануари и февруари оваа година. Во првите 2 месеци од оваа година, СВР Тетово изготвил вкупно 26 кривични пријави за неовластено производство и пуштање во промет на наркотични средства, психотропни супстанции и прекурсори. Од нив 11 за случаи на Тетовското и 15 на Гостиварското подрачје. Со овие пријави вкупно биле офатени 35 лица, 14 од Тетово и 21 од Гостивар. Најчесто станувало збор за марихуана и кокаин, а во помали количини хероин, хашиш и амфетамини. Наркотичните средства најмногу се откривани при преглед на возила и лица, информира секторот за внатрешни работи. Податоците од полицијата покажуваат дека само во февруари на поширокото Гостиварско подрачје, поради сомнение за продажба на дрога, биле лишени од слобода 14 лица, меѓу кои имало и еден малолетник. Во истиот период во редовни контролни активности на Тетовското подрачје биле приведени 41 лице. СВР Тетово најави дека и во наредниот период ќе продолжи со активности за откривање и законско санкционирање на лица инволвирани во производство и промет со наркотични дроги, како и на оние кои овозможуваат нивна употреба. Добре дојдовте во темата на неделата. Овој пат за насилството меѓу младите, и физичко и психичко. Зошто е се позачестено, кои се последиците и како да се превенира? Околу 42% од младите на возраст меѓу 13 и 15 години, според статистиката на УНИЦЕФ, биле изложени на врсничко насилство. Во поново време се пораширено е и така нареченото интернет насилство, шиканирање преку социјалните мрежи, кое може да доведе и до трагични последици. Во Македонија постојат и позитивни примери, односно групи за врсничка медијација и за решавање на конфликти меѓу младите. Ученици од Скопската гимназија Никола Карев веќе 2 години учествуваат во проект за врсничка медијација. Ученици посредуваат за решавање на конфликтите меѓу нивните врсници. Не секогаш може да не сватат сериозно, но откако ќе видат некој пример каде што сме успеале да решиме некој проблем или да помогнеме, тогаш всушност разбираат луѓето дека
можеме да им помогнеме на сите, без разлика дали сме машки и женски. Најчесто булингот се случува не затоа што јас имам проблем со некој, туку затоа што јас имам проблем со мене и морам да го извадам на некој начин. И кога моментот кога ќе станеме свесни за тоа, тогаш ќе можеме да се справуваме полесно со самиот булинг. Машките најчесто избугнуваат во физички конфликт, доколку пак и женските повеќе трпени има, па знаат почесто да биде да користат погруби зборови, да се навредат себе си и да се повредат психички, односно самата личност да навредат, доколку да предизвикаат некаква физичка болка. Учениците велат дека насилниците обично сакаат да се прават важни или да доминираат, исмевајќи ги поповлечените деца. Побично се тие што се поттивките, поповлечените, или тие што имаат интерес различен од тој што го има колективот. Обично тие се оние што не се сноѓаат толку добро во социјални ситуации. Нивната професорка по психологија е задоволна што е разбиен така наречениот код на молк кај младите кои не се ни осмелувале да побараат помош. Они ме теше и вака ми кажа, Горде, нема да дојде никој кај тебе, знаеш што е меѓу нив останува. Меѓутоа јас можам без чувство на вина и свесност дека не манипулирам да кажам дека последниве 2 години, особено децата, се повеќе тоа од прва година, доаѓаат и отворено кажуваат, мене ми треба помош и мене ми го направи ова. Со проект за поддршка на своите врсници излезе и тимот од 5 млади ентузијасти наречен Андромета. Тие освоија награда на УНИЦЕФ за развој на апликацијата Speak Out, преку која младите ќе може за своите проблеми да разговараат со волонтери, студенти по психологија. Бевме свесни дека не можеме да го прекинеме насилството, ама знаевме дека можеме да направиме да им помогнеме на тие деца да застанат на своји нозе и да продолжат да не, бидејќи има многу случаи каде што децата помислуваат на самоубиство. На СОС телефонот на првата детска амбасада Медјаши најчесто се јавуваат родители чии деца биле жртви на врсничко насилство. Кај момчињата е поизразено физичкото, додека девојчињата користат повеќе психичко или емоционално насилство. Ако физичкото ударот боли на кожата, приказката кажува дека зборот погрден, лош на вредата боли внатре, прави дупка внатрешна. Така што не може да се каже едно или друго е поболно. И двете се болни, и двете негативно влијаат врз личноста на детето. Според истражувањето на Младинскиот образовен форум, 40% од средношколците во изминатата година биле жртви на насилство на интернет. Една навреда или тепачка меѓу ученици е инцидент, но кај сајбер насилството нема еднаш. Тука има трик со кај интернет насилството, бидејќи дури да се случи еднаш да биде објавена некоја слика, тоа не е еднаш, затоа што може да се понатаму да биде споделена на други места и најчесто се што е објавено на интернет останува од прилика за секогаш таму, затоа што не можеме да знаеме до каде стигнува сликата и кој ја има кај себе или дали повторно може да ја објави. Според статистиката на УНИЦЕФ, 42% од учениците во земјава на возраст од 13 до 15 години пријавиле дека доживеале врсничко насилство. Во Црнагора во рамките на Министерството за образование од неодамна е воведена СОС линија за пријавување на врсничко насилство, на која може да се јавуваат и ученици и родители. Постои и национална програма за сузбивање на насилството и вандализам во училиштата, а се зголемува и одговорноста на директорите за несоодветна реакција. Секој четврти основец и средношколец во Црнагора во 2017 година доживеале некаков облик на врсничко насилство. Овој тренд се намалил во првите месеци од учебната 2017-2018, кога со насилно однесување се соочило секое пето дете. Се наведува во извештајот на Центарот за мониторинг и истражување, но многу малку родители јавно говорат за овој проблем. Njih četvorica, znači, na mog sina, znači, mi smo onda razgovarali, pošto se to desilo u okviru jedne institucije, znači, razgovarali smo sa glavnim, nismo sa roditeljima, očekivali smo da će se i roditelji okrenuti, da će reći, izvinite, bilo je slučajno, moje djece, mi smo razgovarali, toga nije bilo. Mislim da to ponašanje djeca donose sama od kuće, da je to prvo vaspitanje roditelja, pa onda svega ostalog napredne tehnologije sve više koriste mobilne telefone, igrice. Mislim da je to ova kriza u društvu dosta doprinijela, što roditelji imaju vrlo malo vremena za svoju djecu. Според истражувањето, речиси една половина од наставниците во средните училишта навеле дека им се случило ученик да се пожали дека бил жртва на насилно однесување. Во 80% од случаите
станува збор за вербално насилство, најчесто на интернет. Според истражување на УНИЦЕФ пак, дури 1/3 од младите во 30 земји во светот трпат насилство на интернет. Djevojčice su više sklone tome da ucijenjuju, da snime svoje drugarice pa ih ucijenjuju sa tim snimcima. Evo ja recimo radim u srednjoj školi i znam da toga ima mnogo više nego recimo tog fizičkog nasilja. Потешко за препознавање е психичкото насилство. Младите многу ретко се одлучуваат да пријават навреди, уцена и игнорирање, сметаат психолозите. Врсничкото насилство, додаваат тие, не може да се искорени, но може да се намали. Važno je da kažu i da imaju zapravo jednu neku osobu od povjerenja, odraslu, bio to razredni starešina, psiholog, pedagog, roditelj. SOS линија за врсничко насилие, изволите. Оваа линија за пријавување на врсничко насилство се наоѓа во Министерството за образование на Црна Гора. На неа може да се јават ученици или родители. Обично je za sada bilo nasilje u osnovnim školama, kada su roditelji prijavljivali da njihovo dijete je u određenim situacijama bilo ugroženo. Najčešće je u pitanju neko verbalno nasilje. Во рамки на националната програма за сузбивање насилство и вандализам во училиштата, тие ќе мора да водат и своја база на пријави и преземени мерки, до која ќе има пристап и Министерството. Со измени на статутот во училиштата, ќе се зголеми одговорноста на директорите, кои при несоодветна реакција може да бидат и разрешени. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата, во кое се осврнавме на врсничкото насилство и можните мерки за превенција. Содржините на Радио Слободна Европа можете да ги следите и на социјалните мрежи, како и на YouTube. До гледање. Тоа беше се што подготвивме во саботното издание на регионалните вести. Останете на фреквенцијата на телевизија Кисименада. Пријатно!